Инспириран од големата мајка, сликарот Лазар Дојчинов од Кавадарци оваа древна скулптура ја вметна во своите нови акварели, кои се над 70 на број, и направи изложба синоќа во Кавадарци. Освен големата мајка, тој во своите акварели наоѓа мотив и со теми од околината на Кавадарци, Тиквешкото езеро, Моклиште, полињата во Тиквешијата и други места. Инаку, за понеупатените да подсетиме дека оригиналната скулптура од теракота големата мајка е пронајдена во една куќа во неолетската населба Тумба, Маџари, во близина на Скопје, 1981 година. Таа е со висина од 39 см. Големата мајка е представена како божица на плодноста и има улога на семејно светилиште кое го чува мирот и домот. Таа е заштитничка на домот, семејството и символизира мајка-хранителка. Во Македонија големата мајка е најпочитуван култ во периодот на неолитот или во времето од 6500 до 3500 година пред новата ера. За творештвото на Дојчинов синоќа говореа Мирина Мукаетова, новинар, ликовните уметници Владимир Демков и Горан Боев, како и директорката на Домот на културата Јулијана Ториманчова. На сите на крајот им се заблагодари лично Лазар Дојчинов, кој синоќа го прослави својот 74 роден ден. Инаку на самата изложба не воведе Илина Ристова, која освири прекрасно на инструментот флейта. Отвараме изложба на акварели насловена Големата мајка. Идејата за Големата мајка ликовно е представена преку еден цилиндар кој го символизира оджакот на куќата. На цилиндарот, односно оджакот, е прикажано лицето на мајката и фризурата. Големата мајка исто така ликовно е представена со широко отворени раце кои се поставени врз покривот на куќата. Ваквата поставеност на рацете е символ на цврстата решителност на мајката да се грижи за семејството, домот и куќата. Долниот дел од представата на жртвеникот Големата мајка ликовно завршува со представа на куќата, домот. Токму ова го гледаме и во најновите дела на ликовниот уметник Лазар Дојчинов. Нашата галерија денеска е претворена во рај од овие прекрасни акварели на овој ликовен уметник. И затоа, драги гости, денеска најдете го моментот на духовното исполнување, гледајќи ги овие прекрасни дела. Убаво е да се спомне токму и божицата која е символ на плодноста, затоа што еве оваа божица мајка, куќа која со женска фигура, која со своите раци ја крепи куќата под неа. Таа се ја штити куќата, значи колку таа се грижи. Сите луѓе кои верувале тогаш во оваа божица Големата мајка, се што посакувале ставале во оној празен дел од куќата за таа да им врати со нови плодови, со се она што тие посакувале да им се оствари во нивниот живот. Меѓутоа, покрај Големата мајка и сите овие други садови за чување на храна, кои се исто така во таква форма која символизираат плодност, не треба да ги забораваме и другите прекрасни мотиви од Тиквешијата кои што Лазар секогаш ги слика, ни ги доловува тука и секогаш има нови, и покрај тоа што мислам дека ги знам сите и одеднаш ќе се изненадам и одеднаш меѓу нив ќе најдам некој цвет кој што не сум го запаметила или некој делче, некој пейсаж од Тиквешијата кој едноставно посакуваш да го имаш дома или која ќе се разбудиш секогаш да гледаш во него. Треба да се истакне дека оваа техника е една од потешките во сликарското творештво, затоа што е неповратна, односно што тоа значи дека не дозволува да се прават грешки, односно не може на некој начин да се манипулира со бојата, бидејќи основната боја севкупно во сликарството, тоа белата боја, всушност е она која што ни ја дава самиот лист хартија. Тоа значи дека во процесот на изработка уметникот треба да биде максимално сконцентриран и да има многу појасна визија во процесот на самата работа,
во односно на она што сака да го представи, односно во пластичноста на самите форми кои што ги представува на листот хартија. Во таа насока можам да истакнам дека Лазар Дачинов навистина вешто се снаоѓа во оваа техника. Мислам дека богатство е кога еден човек има пријатели и кога со нив може да го сподели најубавиот момент од својот живот. Ама богатство е и на градот Кавадарци кога има вакви луѓе како Лазар Дачинов. Се осеќам вака пријатно, да ви кажам отворено. Мислам дека се е кажано. Сакам сите да ве поздравам, учесници кои што сте присутни, вработените во Домот на културата Иван Мазов Климе. И мислам дека се е кажано тука. На КТВ телевизија стално што ме представува. Ја лани направив една изложба Булките, а сега е Големата мајка и мислам дека доволно е искажано се. Пред мојата изложба имаше изложба на сопругата на Миле Паника, Анита. И он направи, мене тоа ми се допадна, кога кажа, сега слободно гледате ги сликите, изложбата е отворена. И така и јас. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.